Добро вечер. Го следите дневникот на КТВ телевизија, а ова се настаните кои го одбележаа денот. На 11 локации во Кавадарци ќе бидат поставени камери на Министерството за внатрешни работи од проектот Безбеден град. Градоначалникот Митко Јанчев на последната седница на Совет информира дека се опфатени најкритичните точки во сообраќајот, каде се вози со голема брзина. Во делот сега камерите што ги мести Министерството за внатрешни работи, мислам дека имаме 11 локации предвидени во општина Кавадарци и се очекува негде во месец јуни заедно, пошто мора да ги пуштат на ниво на СВР Велес. СВР Велес значи Велес, значи Градско, значи Росоман, значи Кавадарци и Готино и Демиркапи. Кол центар ќе биде во СВР Велес, кај што ќе се раководат тие камери. И знаете, камерите на МВР се исто така од големо значење, меѓутоа тие имат и радарски уредки што мерат и брзината, ги откриваат таблиците на нерегистрирани возила и ред други прекршци, поминување на црвено и се друго. И јас како локации кои што ги се определуваат заедно со нашите сообраќајни инженери на локално ниво од општина Кавадарци, се земени сите критични точки. Пример, улица Шишка, која што беше една од најкритичните точки и се возеше многу екстремно брзо, сега е офатена со камери, кај што вече тоа ќе биде надмината ситуација. Исто така таму ќе се гради сега сообраќајно решение до дома да бензинска пумпа, влезот на 27 мај со Шишка улица, Западен булевар, накај Ваташа, централни подрачја, така да се замени сите критични точки. И очекувам за тоа да нашите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните знаци, пошто воедно сум сигурен дека ако се регистриран прекршител на Safe City камера и Вујко Владика и брат министер, нема помош. Така да бидиме одговорни и да се понашаме одговорно пред се заради другите соучесници на сообраќајот. Општина Кавадарци информира дека е започната исплатата на планираните финансиски средства наменети за граѓанските организации во вкупен износ од 2.800.000 денари. Во тек е исплатата на 588.000 денари за ментори и 738.000 денари за наградени ученици. Овие средства представуваат континуирана поддршка за граѓанскиот сектор, образованието и младите, со цел поттикнување на тамошни успеси и развој, велат од општината. Градоначалникот Митко Јанчев денес оствари пријателска средба со Сдруженијето Кавадаречки срца. На средбата се разговараше за нивните тековни потреби и активности, при што беше истакната важноста од континуирана поддршка и соработка со локалната самоуправа. Во знак на благодарност, членовите на Кавадаречки срца му подарија адрес со бројот 81, символичен број што ја представува годината на неговото раѓање. Беше нагласено дека ваквата соработка треба да продолжи и да се негува, бидејќи општината активно придонесува за инклузија на овие лица преку спортски активности и можности за социјализација, со што се подобрува нивниот квалитет на живот и интеграција во заедницата, информираат од кабинетот на градоначалникот. Советот на општина Росоман вчера ја одржа редовната 10-та седница. Советниците го усвоија кварталниот извештај за извршување на општинскиот буџет во првиот квартал годинава. Советот на општина Росоман вчера ја одржа 10-та редовна седница. На почетокот советниците го усвоија дневниот ред со 14 точки на истиот. Прво беше разгледан кварталниот извештај за извршување на општинскиот буџет и по кратка дискусија, истиот беше усвоен со 7 гласа за и 2 воздржани. Потоа едногласно беше прифатен и годишниот план за вработување во општинското основно училиште Пере Тошев. Едногласно помина и предлог одлуката за изменување и дополнување на одлуката за основање на заедничко јавно предпријатие стационар Шепа Кавадарци, а зелено светло доби предлог програмата за дополнување на програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска документација во општина Росоман. Советниците едногласно донесоа одлука за формирање на општински совет за превенција на детско престапништво, за примање донација, односно специјално возило од општина Кавадарци, како и одлука за сопствено учество на општина Росоман со финансирање заради
обезбедување одржливост на регионалниот советувалишен центар, женски центар Кавадарци. Потоа лесно поминаа и неколку точки поврзани со работата на јавното предпријатие за комунална дејност Росоман, кои се однесува на именување на членови во управниот и надзорниот одбор на предпријатието. Советниците едногласно ја усвои програмата за предстојниот празник Духовден Праскобер, кој годинава ќе се одржи во деновите 29, 30 и 31 мај, а исто така го одобреа и продолжувањето на работното време на угостителските објекти. На крај се разгледаа неколку барања за финансиска помош од страна на правни и физички лица. 2 барања не помина, додека на останатите се одговори позитивно. Денеска во Кавадарци се реализира успешна крводарителска акција организирана од Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН Кавадарци. Почитувани, во тек е крводарителска акција во организација на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН Кавадарци, заедно со Општинската организација на Црвен крст Кавадарци и Институтот за трансфузиологија. До сега се дарувани околу 20 единици крв и очекуваме уште една успешна крводарителска акција. Од Унијата на млади сили сакам да изразам една голема благодарност до сите крводарители, волонтери и партнери со кои го организираме овој настан, бидејќи вашата поддршка значи многу и со тоа истото тоа докажуваме дека мал гест значи многу. Со денешната акција ние како млади луѓе од општината и представници од Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН сакаме да ја поттикнеме свеста кај граѓаните на општина Кавадарци за крводарителството, бидејќи тоа не представува само обичен чин, туку представува дарување надеж за живот. Од моје лично име и од сите представници на Унијата на млади сили сакам да им се заблагодарам на сите крводарители кои учествуваа во денешната крводарителска акција. Сакам да им посакам добро здравје и да бидат доследни на својата желба и љубов кон дарителство. Денеска на последниот ден од месец април во просториите на општина Кавадарци се одржува крводарителска акција во организација на Унија на млади сили, а во изведба на Институтот за трансфузионна медицина Скопје и Црвениот крст при општина Кавадарци. До сега акцијата се одвива добро, успешно со 20 дарувани единици крв. При тоа ги повикуваме сите кои се во добро општо здравје, кои имаат желба да помогнат, да дојдат да даваат крв. После Black Cube за следење и фабрикување афери, Мицкоски и Тошковски воведуваат Пегасус, шпионски софтвер. Министерот Панче Тошковски јавно изјави дека полицијата поседува софтвер кој возможува пристап до камерите и микрофоните на телефоните на сите граѓани на Македонија. Тој систем се вика Пегасус. Пегасус е шпионски софтвер кој го разви израелската компанија NSO Group. Може да се инсталира далечински, без кликање на телефонот, да пристапи до сите пораки, локација, фотографии, камера, микрофон, контакти и апликации. Се користи за таен и тотален надзор. NSO Group го продава на влади под изговор на борба против тероризам и криминал, но масовно се злоупотребува против новинари, активисти, опозиција и критичари на властите низ целиот свет. После Black Cube, приватниот Мосад за тајно снимање, следење и фабрикување афери, Мицкоски и ВМРО-ОКГ одат чекор понатаму. Воведува државен шпионски софтвер против сопствените граѓани. Големиот пријател на Мицкоски, од сестринската партија, СНС, Александар Вучич, и неговиот режим купиле Пегасус и слични израелски алатки. За тоа обширно пишувале Amnesty International, Washington Post, The Guardian, Access Now, Share Foundation и така натаму. Во Србија Пегасус бил користен против новинари, активисти и критичари на власта. Мицкоски сега го копира тој авторитарен модел. После Орбановите медиуми, после Black Cube, сега доаѓа Пегасус. Тотална контрола над граѓаните, а пред се над опозицијата и председателот Венко Филипче. Ова е борба на Мицкоски против слободата на мислење, слободата на говор и против секој кој не се согласува со нивната власт. Ваквата практика е директно кршење на Уставот, Европската конвенција за човековите права и европските стандарди. Европската унија повеќе пати остро ја критикуваше злоупотребата на ваков софтвер во авторитарни режими. ВМРО-ОКГ и МВР, наместо да ги штитат граѓаните, ги шпионираат. Тие ја водат државата како криминална организација.
а граѓаните ги третираат како непријатели. Јавно бараме веднаш да се обелодени кој го купил Пегасус, колку чини и против кого се користи. Независна истрага за злоупотребата на софтверот од страна на МВР и оставка од Панче Тошковски. Демократијата не е компатибилна со Пегасус. Нема да дозволиме Мицковски, Тошковски и криминалната организација ВМРО да претворат Македонија во криминална држава. Граѓаните на Македонија заслужуваат слобода, а не шпионирање 24 часа на ден. Брисел и Вајц ги потврдија фактите. СДС ширеше невистини за ИПАРД и реформската агенда, рече на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО-ДПМНЕ. Брисел потврди дека ИПАРД програмата не е блокирана и дека реализацијата продолжува. Додека европредседникот Томас Вајц јасно посочи дека Македонија има напредок во делот на реформската агенда. Со тоа, падна во вода обидите на Филипче и СДС за манипулација на јавноста и земјоделците. Тие со месеци ширеа невистини дека европските средства се изгубени, дека програмата е запрена и дека земјоделците нема да добијат поддршка. Вистината е дека по случајот во платежната агенција, владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ навремено реагираше, ги стопираше процесите, го извести Брисел и побара вонредна и темелна контрола. Извештајот покажа дека системот функционира, дека процесите се одвиваат согласно закон и дека нема злоупотреба на системот. Дополнително, Томас Вајц ја демантираше тезата на Филипче, посочувајќи дека изјавата на која се повикува СДС е стара неколку месеци и дека државата има напредок во реформската агенда. Лажеа за мигранти, лажеа за буџетот, лажеа за пензиите, за платите, за земјоделците. Нема зашто не лажеа и беа демантирани. Наместо да ја манипулира јавност за ситни политички поени, СДС треба да престане со лаги и конструкции. Додека СДС лаже, манипулира и го продава евроинтегративниот процес за нивни лични бизнис интереси, ВМРО-ДПМНЕ продолжува да работи посветено на евроинтегративниот процес. Градежната мафија на Орце и ВМРО-ОКГ е опасна по живот, а никој ништо не им може, порачаа на денешната пресконференција од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Градежната мафија на ВМРО-ОКГ во Скопје е опасна по живот, но никој ништо не им може. Помина цела недела од трагичниот настан во Кисела Вода, во кој загина работник, а неколкумина беа тешко повредени. Се уште нема никаква одговорност, ниту конкретна акција од институциите. Воопшто не е случаен овој молк. Молкот е доказ. Доказ дека криминалната власт и нејзините бизнис партнери се подготвени да газат преку се, само за да продолжи нивното богатење. Трагедијата во Кисела Вода е последица на коруптивен систем во кој профитот е поважен од животот. До кого доаѓаме? Кој се стои зад овој објект? И дали е поврзан со Орце Ѓоргиевски? Инвеститорот е фирмата НАР Инвестмент, зад која стои Ивица Коневски, поранешен функционер и градоначалник на ВМРО-ОКГ. Близок до Орце Ѓоргиевски, ангажиран и како адвокат во општина Кисела Вода, додека Орце беше градоначалник. Како е можно Коневски, кој истовремено ја ужива довербата на општина Кисела Вода, да биде правен застапник на истата, истовремено да биде и главен инвеститор на нејзина територија? Ова е класичен пример на конфликт на интерес и институционална корупција која цвета под чадорот на ВМРО-ОКГ. Ако се погледнат трансакциите од буџетот на општина Кисела Вода кон адвокатската канцеларија Коневски, само во 2025 година достигнувале суми од над 70.000 денари. Како е можно истите луѓе да бидат дел
од системот на општината и истовремено да профитираат токму од одлуките на општината. Затворен круг на бизнис и политика. Класична шема на ВМРО ОКГ. Тендерите и бизнисите да одат кај своите. Но оваа криминална спрега е опасност за секој граѓанин. Затоа бараме итна, независна и темелна истрага за целиот случај. Проверка на сите дозволи, надзор и услови за работа на градилиштето. Како е дадена дозволата, односно одобрението за градење. Утврдување на точната улога на Орце Георгиевски како претходен градоначалник, Бети Стаменковска Трајковска како актуелен градоначалник и Ивица Коневски како инвеститор. Одговорност мора да има. Изјавата на Рубин Земон е показател за пристапот на СДС кон македонските национални интереси под раководство на Филипче. Порача на пресконференцијата портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ Валентин Манасиевски. Желбата на СДС да дојдат на власт е толку голема, до степен да негираат се што е македонско, да прифаќаат услови од земји кои што ветоизираат Македонија и го попречуваат патот кон Европската Унија. Членот на извршниот одбор на СДС Рубин Земон во јавен настап на подкаст отворено изјави дека дебатата за македонскиот идентитет не е релевантна, а Гоце Делчев го опиша како мит, тврдејќи дека не оставил никаков запис и не извојувал ниедна битка. Рубин Земон е инаку поранешен функционер од редовите на СДС, кој очигледно според оваа изјава само потврдува дека во СДС постои континуитет на вакви ставови. За нив ништо не значат македонскиот идентитет, јазикот, како и македонските национални интереси. Туку тие се само теми за политичко пазарење. Не им пречи тоа што доколку би се спровеле уставните измени, нема гаранција за Македонија дека тоа ќе биде последната пречка на патот кон Европската Унија. Напротив, Филипче вели дека уште веднаш е подготвен да потпише и во највисокиот орган на СДС поставува луѓе кои се подготвени да ја релативизираат македонската историја и испраќа пораки на подготвеност за отстапки кои допираат до самите темели на државноста. Рубин Земон е само уште еден доказ дека за Филипче не постои никаква црвена линија. Ви благодарам. Продолжуваме со информации од спортот. Градскиот ракометен клуб Тиквеш во сабота ќе му гостува на Бутел. Оваа средба е единствено за меѓусебен престиж и позицијата 5 во плејофот. Во рамките на седмото коло од плејофот и плејаутот во машката ракометна Суперлига не очекуваат дуели за меѓусебен престиж. Во сабота 2 мај, екипата на градскиот ракометен клуб Тиквеш ќе му гостува на Бутел во битката за котата 5 на табелата. Во големото дерби на ова коло, Скопски Вардар ќе го пречека Битолски Пелистер. Средбата заради евро обврските е закажана за четврток 7 мај. И третиот надпревар од плејоф сегментот е своевидно дерби помеѓу Алкалоид и Охрид, но истиот се уште не е закажан заради европските обврски на охриѓани. Во плејаут сегментот, денеска Радовиш го пречекува тимот на Еврофарм Пелистер 2, а Струга на домашен терен ќе го пречека тимот на Пролет. Познато е дека стружани ќе играат бараж за опстанок, па оваа и останатите средби од плејаутот добро ќе им дојдат како подготовка за тоа што ги очекува. Градскиот фудбалски клуб Тиквеш во недела против Арсими по заверка на опстанокот. Во дербито Силекс ја пречекува Шкендија, а во борбата за опстанок работнички е домаќин на Пелистер. Во првата македонска фудбалска лига ќе се одиграат средбите од 30-тото коло, кое ќе донесе неколку интересни и неизвестни дуели. Утре Шкупи ќе го пречека тимот на Македонија Ѓорче Петров, екипа на која бодовите и требаат за избегнување на директното испаѓање од елитата. Во дербито на колото, утре во Кратово, Силекс ја пречекува Тетонска Шкендија.
Во сабота, во директната пресметка за опстанок, работнички ќе го нагости Пелистер, а Вардар бодови за титула ќе бара на гостувањето кај Башкими. Во недела, Струга ќе ја нагости Струмичка Брера, а во Кавадарци од 16 часот Тиквеш ќе се обиде да го потврди опстанокот во елитата против екипата на Арсими, која пак сака да ги избегне баражите. Во втората македонска фудбалска лига во сабота ќе се одиграат средбите од 27-то коло во кое почнува и разврската за врвот на табелата. Скопје во дербито на колото го пречекува директниот конкурент за самиот врв, екипата на Охрид, а во останатите средби ќе се сретнат Големо Конјари Преспа, Победа Тетекс, Беласица Брегалница Штип, Слога Виница Новаци, Шкендија Рачиново Вардар Неготино, Осогово Кожув и Детонит Плачковица Саса. Во третата македонска фудбалска лига група Југ на програмата се средбите од 24-тото коло, во кое ќе се сретнат Млекар Росоман, Питугули Венец, Бучин Влазними јуниор, Младост Тополка и Превалец Ултрас. Следува временската прогноза. Облачно и свежо со врнежи од дожд, на места пообилни од 15 до 20 литри на метар квадратен. Поради продор на постуден воздух од север, врнежите од дожд на планините ќе преминуваат во врнежи од снег. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец, долж по Вардарието со брзина над 60 км на час. Температурата ќе се движи од 8 до 16 степени. Од понеделник следува стабилизирање на времето и пораст на дневната температура. Почитувани гледачи, тоа беше се во ова издание на Дневникот на КТВ телевизија. Ви благодарам што не следевте и имајте пријатна вечер.